Добар ден. Ова е звукот на политиката. Јас сум Звонимир Куловски. Мој денешен гостин е човекот кој беше долгогодишен уредник на Дневник, вестник кој го даде оној свеж воздух во медиумскиот простор во 90-тите, во времето кога Нова Македонија беше ексклузивен промотор на вестите во државата и ексклузивен чувен на вистината во Македонија. Човек кој дава еден поинаков звук во политиката преку неговото поимање и разбирање на процесите што се случува во Македонија во последните 30 години. Дајко Јаневски. Добро вечер. Добро дојде во звукот на политиката. Благодарам, добро ве најдов. Малци изменети улоги, меѓутоа менуваат и времињата нормално. Имам едно прашање кое го поставив пред некој време на еден ваш колега, тоа е кој сега е активен политичар, дали сонот на секој новинар во Македонија е да стане портпарол на влада или на некој од министерствата? Ако се гледа Македонија, изгледа дека тоа е сонот. Тоа е така, дека тоа е сон, иако таа функција би требало всушност новинарите да бегаат. Мислам, која е идејата да работиш 20-30 години во новинарство, она што се поима како вистинско новинарство, не во ова нашето, за на крај да завршиш да бидеш портпарол на некој министер кој може би во крајна линија станал тоа што е, со купена диплома, затоа што е партиски послушник. Таа е смешната страна на оваа професија. Тоа е сликата на македонското новинарство во последните 30 години. Точно се сеќавам на 2002 кога се сеќавате она доста е кога имаше бунт, протест пред собранието новинарски, па повеќето од новинарите кои беа на протестот подоцна стана дел од владата на Бранко Црвенковски. Токму така и тоа се случува и сега, меѓутоа има и друга причина поради која што тоа се случува, а тоа е нискиот статус на новинарите. Ниските плати, така што бегањето во портпаролски води, значи близко до политиката и до политичарите, тоа значи близко до парите, така што тука од прилика може исто така да се лоцира причината што сон на голем број новинари да станат портпарол. И остварив сон затоа што многумина знам кои беа и се уште се дел од извршната власт. Прво, патеката на движењата, прво им служиш додека се во опозиција, значи работиш, одработуваш за нив и потоа нормално се вгнездуваш во нивоен скут која ќе дојде. Многу прагматичен пристап, признавам. За вас секој сум за новинарската фела, секојаш барем така сум опразуван да размислувам како чували на слободата во општеството. Тоа е една од основните функции и една од основните функции токму слободата на говорот и слободата на изразувањето, повезана со нормално со слободата на мислењето. Ова што денеска го доживуваме во Македонија е во навраќање на едно време кое мислевме дека го напуштивме во 90-тите години. Се поголема цензура, имате казнување, веќе отворено казнување, судско казнување за слободно изречен збор, имате повикување на луѓе во полиција за изречен став на социјалните мрежи, имате проверувачи на факти кои се појавуваат во медиумскиот спектар како чувари на вистината, односно оние кои определуваат што е вистина, а што не е вистина во оној сијасет на идеи кои циркулира на социјалните мрежи, така што се навраќаме на едно време кое мислев дека го напуштивме, каде што се боревме за укинување на вербалниот деликт, меѓутоа гледам дека денеска повторно е оживен. Тоа е всушност, јас неколку пати сум напишал дека во Македонија се уште владее оној член 133 од КЗ на Југославија, од кривичниот закон на СФР за непријателска пропаганда, со тоа што сега
со оглед на тоа што се приближивме кон запад, делумно, а сето тоа се изведува на пософистициран начин, што е можна лесно посебно во мала земја каде што како Македонија, каде што медиумите не можат самостојно да екзистираат, туку се зависни од финансиските мокници кои што се пак врзани политички или пак медиумите се под директна политичка контрола. Така што ние можеме да зборуваме за слобода на говор колку сакаме, да ја имаме во устав уште 10 пати напишано, меѓутоа во праксата не постои. Со тоа што, како што кажав, методите на цензура се пософистицирани, сега ги измислија и овие така наречени факт чекери, кои што се непоимливо нешто, меѓутоа гледаме дека тоа функционира и во западните земји кои што се хвалат со собствената демократија. Дури имавме ситуација кога дури од социјалните мрежи беше отстранет и Трамп како председател на најмоќната држава. Всушност и појавувањето на факт-чекерите повезан со председателствувањето на Трамп. Да, многу луѓе станаа, тогаш не беа свесни за тоа, меѓутоа станаа свесни кога за време на ковид пандемијата, кога факт-чекерите всушност одредуваа што е вистина, а што не. Фактички имаш цека на комунистичка партија која што одредува што може, а што не може, со тоа што сега ова е така подзаскриено, дисперзирано и да се изведува на пософистициран начин, за да не се сетат, што би рекле ние, за да не се сетат власите, тоа се изведува по-елегантно, отколку, иако крајниот резултат не е различен од оној во времето на непријателската пропаганда од член 133, што лично мене, ако ги споредуваш двете работи, повеќе ми се допаѓа затоа што таму беа барем отворени. Ти кажува што смееш, а што не смееш. Овде ти определуваат. Формално смееш се, а во суштина си ограничен дури и повеќе отколку што беше поранешното ограничување во времето на комунизмот. Добро, кај нив очигледно кај проверувачите на факти, кај нив вистината е основа фактите синетни и неутрални. Основа барањето на вистина кај нив е многу поедноставено, затоа што да не одам теоретски да објаснам како дали може да се постигне вистина и како може да се постигне вистина за оние епистемолошки рамки на вистината, тоа нема да го разберат нормално кога ќе слушаат оние проверувачи на факти кои се кај нас, да им објаснам како функционира вистината во современиот свет и во правото. Меѓутоа, она што е забележливо дека тие не само проверуваат факти, туку проверуваат и мислење и ставови на луѓе, кои може да бидат вистините или невистини, погрешни или добри или лоши. Меѓутоа, тоа е оној спектар на кој го дава слободата на говорот во размената на идеи. Ако земеме сега да разглобуваме пак што е вистина, ќе навлеземе во филозофско прашање, меѓутоа најпластично објаснето да кажеме се спротивставува на секоја идеја дека МНР вакцините може да предизвикаат штетни последици, а денеска штетните последици од тие вакцини во многу земји се сосема видливи и тоа дури и кај млада популација кај која што се јавуваат срцеви кај спортисти тоа е веќе видливо, кај многу спортисти и така натаму, а идејата на демократијата беше напротив да ги спротивставиш двете мислења, оние кои што се за тој вид вакцини и оние кои што се идејата и на демократијата. Да, дури не се работи само за вакцините, се работи дури кога веќе почнав со ковид пандемијата, дури за начинот на лечење. Јас гледав во Конгресот на САД сведочење на лекар кој што 65-6 години, кој што беше избркан од болницата во која што работел, затоа што не ги применувал
наложените протоколи, туку лечел во свој начин кој што плачеше човекот и вереше дека 80% од починатите во САД да можеле да ги спасат доколку им било дозволено да лечат така како што треба. Сето тоа доколку го изложиш во јавност, наидуваш на удар од сите страни. Цензуриран си на социјалните мрежи, следуваат веднаш атаци од оние што се платени да пропагираат спротивната така наречена вистина и така се затвора кругот, така доаѓаме до тоа дека си ти всушност непријател на државата кој што води непријателска пропаганда и одново се враќаме на член 133 од комунистичкиот период. Да, тоа беше видливо во Македонија каде што се премолчуваа работи кои ако се во основа проверувачите факти тука да ги сузбијат дезинформациите како начин на лажење на јавност или доведување во заблуда подедени прашања, помина, да кажеме, многу тивко, воопшто немаше реакција за оние датуми на пристапување, на отворање на пристапните преговори со Унијата кои фигурираат негде од 2018, не знам колку беа 3 или 4, до денешното дека сме влезени во преговори, дека се отпочнати преговорите со Унијата, меѓутоа условно се отпочнати, при тоа заборавајќи дека се или отпочнати или не се отпочнати. Тоа го премолча очигледно. Кај нас тоа е така затоа што е на власт наследникот на комунистичката партија на Македонија, Социјалдемократскиот сојуз, кој што со себе повлечи цела гарнитура на новинари и наследници на тие новинари кои што имаат задача да го бранат ставот на поранешната цека на сегашниот Социјалдемократски сојуз, така што ако они враќајќи се од Брисел во авионот кажат дека сме почнале преговори, како што беше со Заев Димитров кој се беа во оној авион, тогаш тој став нормално дека они ќе го. Да, имаше некој црвен телефон, ако не се лажам, на Телма, кај што. Телма пак дали се јави дека нарачки, па затвараа телефони, па чуда, па тоа се случува секогаш кога СДСМ на власт, се случува и кога СДСМ во опозиција. Да беше ВМРО да помане во таа позиција и да излажеше на тој начин како што излажа СДСМ, тогаш ќе беше, верувајте ми, општа хистерија. Да, реакцијата ќе беше, тоа го знаеме, мислам, секогаш кога. Тоа е проблем кој што кога зборуваме за новинарството, тоа е проблем кој што ВМРО да помане, иако имаше во 2 мандата. Можна. Зборам за Љупчо Ѓурѓиевски, за Никола Груевски, кој што ВМРО да помане не успеа да го реши, односно го реши само за Никола Груевски за времето додека владееше. Меѓутоа на долгорочен план општата атмосфера не постави основи за општата атмосфера да се промени во таа смисла. До тоа допревте едно прашање кое секогаш ме интригира во контекст на новинарството во Македонија, затоа што сум од оние кои сметаат дека Македонија треба да го помине процесот на декомунизација за да влезе во нова фаза на демократизација. Ние едноставно го прескокнавме процесот на демократизација, на декомунизација на општеството. Во основа имавме некоја, на исток викаат, плишана револуција, тивко претопување на бившите комунистички структури во системот, инсталирање во системот, на сите нивоа на системот. Така што денеска во основа го чувствуваме тоа. И сите процеси се забавени. Ние всушност никогаш не излеговме од комунизмот. Тоа беше идејата на Слободан Милошевиќ. Он првично, ако се сеќавате, пласираше една идеја за општество без партии, кога тоа не му помина, тогаш премина на следната фаза. Нека се создадат многу партии, меѓутоа ние ќе ги присвоиме фабриките. Да, ќе го земеме капиталот. Ќе го земеме капиталот во наши раце, па независно од тоа која партија ќе биде на власт, ние како социјалистичката партија на Милошевиќ, во Македонија Социјалдемократскиот сојуз, ние ќе владееме. Тој процес на транзиција се спроведе на ист начин и во Македонија. Бившите комунистички директори, денеска нивните наследници, го владеат огромниот капитал во Република Македонија и ние од тука
појде се. И ние затоа никогаш и не го напуштивме всушност комунизмот или како што велите вие не извршивме декомунизација, а во периодите кога ВМРО ќе дојде на власт станува кооперативен со тие структури и дури имајќи некаков комплекс на помала вредност, дури се срекни кога овие соработуваат со нив. Што барав Љупчо да ми го обнесне Георгиевски, таа фасцинација од бившите комунисти на одредени структури на ВМРО, што секогаш ме збунувала, мислам, нема што да бидете Тој комплекс на помала вредност. Фасциниран од некој кој едноставно државата ја доживува како својна која му е дадена во наследство. Ние се уште живееме во филмот кога државата постои заради одбраните, заради луѓето и нивните наследници од некогашното наша Македонија. ЦК, и ние постоиме за да они можат да владеат и да живеат лагодно. Не е обратно. Знаете, токму затоа ни се случува и една катастрофална сиромаштија во овој период во Република Македонија, бидејќи, знаете, на Запад владе филозофијата дека ти на работникот мораш да му дадеш за да можеш да има од што да му земеш. Во крајна линија економијата така функционира, мораш да го платиш работникот за да може тој доди да купи нешто и тоа ја зголемува потрошувачката во општеството, обртот на капитал. Фабриките има зошто да работат, увозниците има што да увезат, извозниците има што да извезат. Кај нас, ако не е далечно времето кога владе обратен процес, не е далечно времето кога текстилните работнички зимаа по 4000 денари плата. Такво нешто, тој процес на транзиција и тоа што ние не извршивме декомунизација на Македонија не доведе до таква ситуација. За денеска да се фалиме со плата од 20.000 денари, а пензионерите со 12.000 денари плата, кое што е практично е бавно умирање на државата и на луѓето. Во таква ситуација вие не можете да извршите никакви сериозни реформи во државата, бидејќи, знаете, интелектуалата е таа што ќе пласира идеја на која што би требало да се спроведе, меѓутоа народот е тој кој што треба да ја изнесе таа идеја. Во услови кога тој народ се бори како да преживее, сега му најавуваат ново поскапување на струјата и пред малку прочитав еден наслов, тоа поскапување ќе било за оние кои што безмилосно трошат. А безмилосно трошат оние што се греат на струја во држава која што нема обезбедено парно грејење за 90% од населението или грејење на газ, како што има низ цела и како што го ветува, мислам како што има низ цела Европа. 50% од луѓето се греат на дрва, што значи него денеска грижата му е пола од времето му го одзема тоа полнење на печката, а 40% се греат на струја и тој се мисли како ќе ја плати сметката. Како вие со тој народ, во услови кога цените на храната се зголемија за 50%, битичи потоа ни се фали како после тоа зголемување од 50%, они ги ја намалиле цената на храната за 4%, како вие од тој човек барате да ви изнесе на својот грб некаква интелектуална реформа. Прво не може да ја свати затоа што нема време да размислува за нејзе, нема време да ја свари. Да не збориме за тоа дека тој човек е далеко од ситуација кога, не знам, ќе оди во книжара, ќе размислува каква книга ќе купи да прочита или не знам. А веќе читањето очигледно не има јака страна, мислам, на властот. Тоа се виде, мислам, и од лидерот, и од новиот премиер, така што читањето книги и размислувањето сепак не е. Нивното е гола власт, класичен лајпулатизам во власта во Македонија се сведува на тоа да дојдеш во позиција и да гледаш да направиш што повеќе тендери со провизии
и така натаму, да го оставиш народот да не му дозволиш да се издигне над онаа атмосфера која што е диктира 12.000 пензија, за да не почне да размислува. Зашто ако почне да размислува, тогаш излегува од твојот просек, го надминува твојот просек и тогаш станува опасно за тебе. Ако станува опасно за тебе, тоа значи опасно за тендерите, опасно за криминалот, опасно за провизиите. Да, меѓутоа ќе видите за каква демократска свест се работи на луѓе кои раководат со Македонија, кога пензионерите им излегуваат на улица. Најранливата категорија на луѓе кои повеќе или помалку зависат од пензиите и луѓе кои се во доба кога треба да го живеат, наместо да го уживаат животот, тие се соочува со сериозни екзистенцијални проблеми. Секоја власт, без оглед, не се работи за ова, секоја власт која би се соочила со ваков проблем, пензионерите да им маршираат на улица, треба да размисли дали воопшто треба да седи и да продолжи да владе со државата. Очигледно, ова власт не размислува така. Едноставно размислува да го истера мандатот, својот мандат до крај, по цена да основа се распадне државата. Што по сите теоретски постапки веќе влегуваме во онаа категорија на пропаднати држави. Ако видите... Па ние како држава веќе пропаднавме. Ако, значи, прво пропаднавме економски и тоа еве по кој пат ќе ги повториме овие пензионери со 12.000 денари. Пензија, значи економски сме веќе пропаднати. Политички исто. Посебно пак кога ќе се надоврзе правно-политичкиот дел, состојбите во правосудството за кои што институциите на системот не функционираат. Тоа е еден од елементите. Да, не верувам дека некој има идеја како тоа ќе се санира и конечно како капак на сето тоа доаѓа корупцијата која што денеска има веќе пандемични размери во Република Македонија. Најпластичен пример можеби беше онаа жена на протестот на пензионерите пред некој ден пред владата, кога донесе на масичка оцет, лук и вода и демонстрираше што е на кој начин она преживува со тие 12. Илјади, меѓутоа власта не го поима, тоа едноставно не ја интересира. Базирана е на собствената пропаганда, како да ја продаде својата така наречена вистина за тоа дека блескаме и ја интересираат провизиите, криминалот, тендерите, па додека трае. Добро, тоа е илузија на вистина, на реалноста која ни ја нуди, сепак излегувате на улици и се соочувате со реалноста. Може да ви нуди каква сака илузија на она што треба да биде и што посакува да биде, меѓутоа она што реално е многу различно тоа што власта посакува. Мислам, тој однос на власта со она што значи со реалност очигледно одамна е изгубен. Имаше еден податок, значи додека на една страна власта се фали, еве денеска исто така прочитав дека од 36 просечната плата се зголемила на 32.000 денари, што е малце чудно, бидејќи има еден податок кој што вели дека во споредба со 2017 година, во третиот квартал, тоа е оној период кога Заев ја презеде власта, Македонија имала 700.000 вработени, а денеска има 650.000 вработени. Во исто време, Македонија имала 2017 900.000 работоспособни луѓе, а сега има 750.000 работоспособни. Што значи, за 50.000 помалку вработени, тоа се луѓе кои што заминале во странство, и за 150.000 помалку работоспособни луѓе, тоа се исто така, значи кога ги соберете двете бројки, доаѓате до бројка од 200.000 луѓе кои што во овој период заминале во странство. Може да предпоставите дека 70 и повеќе од 100 тоа се луѓе со ниски примања и ете всушност ете го начинот математички кога ќе ги отфрлите овие со најниски плати, автоматски ви останува зголемување
оние со повисоки плати, на тој начин всушност се прикажува дека во Македонија има успешна економска политика која ги изголемува просечните плати, што е класична лага. Добро, мислам за лажење веќе ако зборуваме за оваа власт, мислам има една историја на некажување на вистина, да бидеме политички коректни во контекст на некој политички речник, меѓутоа да, се лаже, мислам, едноставно се понижува вистината во Македонија, тоа почна од времето на преземањето на власта, па таа е до денеска, мислам, од ветувањето дека нема да се промени уставот, дека нема да се промени името, до ветување дека тоа нема да се направи по цена на секакви жртви на фамилии, на ова колнење у фамилии, у деца, у македонската жица и така. Жици, што не, до денеска да гледаме како одредени луѓе кои во основа учествуваа во целиот тој процес на обезличување на државата денеска се обидуваат да ни продадат некоја амнезија дека не биле тоа, дека сега се новооткриени патриоти во односите со Бугарија во контекст на метнувањето на бугарите во уставот. Мислам, целата таа расшумонијада околу промена на името, добрососедските, градењето на добрососед. Ние ги решивме проблемот со 4 волци околу Македонија. Мислам, бар така Заев се пофали дека ние сега имаме најдобри односи во регионот со сите држави. Не сме решиле ништо и тоа допрва ќе се... Не, тоа се виде одма. Не мора допрва. Допрва, да. Се гледа Добро. До каде стигнавме. Добро, меѓутоа тоа сето тоа беше предвидливо. Јас се сеќавам дека во 2012 кога ја имам зачувано една колумна во која последна изјава на тогашниот бугарски министер Николај Младенов за Македонија имам напишано дека ако прифатиме ерга омне со грците, на првата кривина не чекаат бугарите, на вториот агол не чекаат албанците и дека тоа ќе влеземе во процес кој што постепено ќе води кон распад на Македонија. Тоа нема да се случи преку ноќ, меѓутоа и исти тези има еден грчки аналитичар кој вели грците го сработија првиот дел, вика, сега оставивме на бугарите да го доработат. Они да го доработат и да го довршат тоа, а конечниот колец ќе го забијат на крај албанците, не затоа што се албанци или не знам поради некаква нивна куза, едноставно веќе ние самите создадовме природен процес. Од сето тоа, посебно со промената на преамбулата и со создавање на држава на етнички заедници наместо држава на македонскиот народ и националностите. Народот не го гледа во Македонија и многумина се уште сметат дека ова е држава на македонскиот народ. Народот не го гледа затоа што живее во тој филм дека ова е држава на македонскиот народ, меѓутоа не го гледа поради причините за кои што зборував пред малку. Народот, огромното мнозинство е преокупирано со екзистенционални прашања и прашање на време кога ќе дојде ситуација која ќе каже потпишете што сакате, само дајте ми мене да можам да се прехранам, да се затоплам и така натаму. Ние сме во 21. век, а се расправаме за тоа дали имало огревно дрво за луѓето, што подразбира всушност живење 4-5 месеци во една соба во која што една затоплена просторија. Во една затоплена просторија, може да замислите како е во оние семејства, а тоа не е мал број во Македонија, каде што во една куќа живеат 3 генерации, баба, дедо, родители и деца, односно внуци. Тоа е честа појава во Македонија. Тука младите не си одат на 18 години, па. Не, тоа не е наша практика, мислам. Так. Нешто што не увезев на запад. Значи ние не можеме да одиме во ситуација да бараме некаква, не знам, револуција и некакви реформи во Македонија во ситуација кога половина од народот ни седи во една соба 3 генерации, се грее на дрва, 40% од другата половина, односно
80% од другата половина се мислат како ќе поминат зимата поради сметките за струја, кои што, пазете, кај нас грее, затоплувањето стана, дојдовме во ситуација да се нарекува безмилосно трошење на струја од страна на новинари кои што ја поддржуваат оваа власт. Деме како вие зголема цената, нека вие зголема, тоа што вие се греете, тоа е легува во категоријата безмилост, тоа е веќе луксус, да. Исто како што стана луксус купувањето храна, купувањето лекови и така натаму. Да, тоа е. Меѓутоа, она што мене секогаш ми создавало дилема во контекст на ова сега што го говорите, дека точно незадоволството е големо, меѓутоа секаде во светот, бар јакаде што сум бил, незадоволството повлекува луѓе на улица. Е нас тоа го немате. Се сеќавам на еден протест во 90-тите, кога беа отпуштени околу 200.000 стечени работници. Се сеќавате на времето. Да. Имаше протест на гладните. Тоа само што се вратив од Англија и сега да бидам искрен, ниту бев гладен, ниту имав некоја веќе изградена позиција и отидов на тој протест затоа што сметав дека треба да им се даде подршка на луѓето кои изгубиле работа, кои во основата се борат со екзистенцијата. Таму имаше само 500 луѓе. Дори можеби и помалку, да не лажам. И ја. И секојаш тоа ми создавало дилема. Ако имате ситуации во Франција каде што излегуваат за најмали промени кои кај нас воопшто не би ги забележале во политики, во земање пари на државата од народот, ако имате во Америка такви изливи незадоволство, во Велика Британија, во западноевропските држави, кај нас едноставно народот е амортизиран до таа даска да секогаш може да размислува дека секогаш може да биде полошо, амен Господе, ако ова што ни се случува, ако имате губење на животи по болници, запалени болници, собреќајни несеки, ако имате бројка на ковид починати, која Вело Мајковски докторот тука кажа дека достигнала 17.000, вклучувајќи ги оние кои не можеле да добијат медицинска нега, тогаш да бидеме искрени, живееме во општество, во болно општество каде што смета е дехуманизирана. Едноставно луѓето се изгубени, така што таа апатија не може, не знам што може да ги повлечи да излезат да го искажат своето незадоволство. Нашиот народ сака некој да го поведе. Тоа е еден од проблемите. Меѓутоа од 2017 година па наваму за потребите на Преспанскиот договор и за проблемите со Бугарија свесно се одеше кон создавање на една апатична атмосфера во државата, на едно умртвување на народот. Мојата теза е дека дури не е точно дека не можеше економски повеќе да се стори за државата и во државата за да се подкрене економски, туку е свесно одено кон тоа да луѓето оптоварени со основните екзистенционални проблеми, значи оптоварени со тоа како ќе преживеат, едноставно да не се занимаваат со друго, и тоа што сушност би требало да ги натера да излезат на улица, тоа е интелигентно смислено. Сушност раѓа апатична ситуација. Што ќе излегувам, нема ништо да променам, потоа тука е стравот дека може да го изгуби и тоа малку што го има. Да, меѓутоа што може повеќе да изгуби од животот? Мислам, овде се губеа животи, да бидеме реални. Мислам, болницата во Тетово, Лескавци, собреќајката, да не збориме за автобусот во Бугарија. Мислам, класично губење на животи поради нечија неодговорност. Умртвувањето на народот е до тој степен, значи, доведено да веќе не реагира ни на тие ситуации, иако не треба да се занемари, значи, а нашиот народ сака да има грб зад себе. Значи, да не биде тој што ќе биде
ја изложен. Го чува, како беше онаа, дека го чува куворот за не дај Боже. За не дај Боже, меѓутоа му треба грб. Не треба да се заборави меѓутоа дека да кажеме настанот со болницата во Тетово беше на месец два пред локалните избори и тоа се одрази на тие избори. Значи народот во крајна линија си го кажа своето. Меѓутоа ќе се вратам на тоа што веќе го кажав за потребите на Преспанскиот договор и на договорот со Бугарија. Свесно се одеше и тука голема улога одигра новинарството во создавање на една апатична атмосфера. Знаете, иначе немаше да може да се случи да имаме референдум кој што пропадна, а да не го сменат името. Независно од тоа дали се согласуваат или не се согласуваат со тоа. Референдумот пропадна, името не смееше да се смени. После тоа Македонија мораше да престане оваква каква што ја знаеме, мораше да престане да постои затоа што народот мораше да излезе на улица, меѓутоа нашиот народ сака некој да го поведе. Не го поведе никој, останаа сите дома. Беше Да, меѓутоа сега ја чувствуваме мокта на народот токму во контекст на промените што ги бараат во совнесувањето на бугарите во уставот, во односите за добрососедство со соседна Бугарија. Реакциите која е енергијата, мислам, која е мокта на народот, сега се гледа. Реакциите на народот. Тогаш едноставно беше. Меѓутоа факт е дека постои политичка партија која што се спротивставува на тоа и може да го блокира и тоа е грбот што во овој момент го сака. Да, меѓутоа не може и таа политичка партија не може да не може да оди против волјата на народот. Тоа би било политичко самоубиство за Точно е и тоа, меѓутоа односот е взаемен. Политичката партија гледа свој сојузник во народот кој што е против тоа, а народот пак гледа грб во нејзе, гледа некаков заштитник и тоа му дава сила и токму затоа беа масовни оние протести летото против францускиот предлог. Да. Кога сме веќе кај францускиот предлог, очекувате дека Македонија ќе влезе 2030 година во Европската унија? Што би рекол Борел во градината која напаѓа џунглата. Ние сме дел од тој другиот дел, мислам. Да сакаше Европска унија да не прими, до сега тоа и се случише, ќе најдеа варијанта дури и пред Преспанскиот договор. 2030 нема шанси, прашање дали воопшто некогаш ќе влеземе во унијата, бидејќи во крајна линија светот овие години радикално се менува, се губи значењето на Европската унија. Ние треба да бидеме искрени кон себе и да признаеме дека Европска унија ја сакаме заради парите. Мислиме дека кога ќе влеземе таму, одеднаш ќе станеме богати. Тоа нема да се случи, а на Европа во овој момент ваква Македонија ниту и треба, ниту ја посакува, ниту размислува. А меѓутоа, пропагандата е многу силна. Еве сега повторно ќе не убедуваат во заемната љубов меѓу Македонија и Европската унија, нормално со кампања која ќе кошта одредена сума на пари. Мислам, повторно ќе се обидат да ја променат перцепцијата кон Европската унија. Луѓе кои во основа, да бидеме реални, се работи за конвертирани комунисти кои одеднаш стана, како се вика, проевропски настроени. Мислам, не можам, тој дел секогаш кога разговарам и ме тера не на смеење, на не знам, на одреден ниво на цинизам, затоа што ги познавам луѓето. Мислам, знам во 90-тите како размислува, против што беа и за што беа. Одеднаш стана проевропски фронт. Не можеш да бидеш во крајна линија проевропски настроен ако си корумпиран, барем онака како што ние. Да, меѓутоа корумпиран си ако системот ти дозволи. Мислам, ако имаш нефункционален систем, нормално дека корупцијата ќе цвета, таа го храни, ја храни корупцијата. Европската унија нема да ни ја намали корупцијата како што не ја намали ни во некои земји како Бугарија. На пример, во крајна линија не ја намали ни во
и во Грција. Не случајно беше онаа економска криза во Грција, бидејќи таму беа проневерени милиарди од парите кои што во тој и претходен период се слевале во Грција. Во крајна линија Грција дури и со фалсификат беше примена во Европска унија и во еврозоната, бидејќи буџетскиот дефицит во моментите кога е она примена изнесува 14%, што е далеко од оние 3%. Така што и Европската унија не е имуна на фалсификати. Во крајна линија тоа го видовме и на нашиот греб, кога без проблем го признаа пучот во собранието, потоа без проблем го признаа насилната промена на името, се согласија со тоа. Јас од секогаш сум тврдел дека ако имате дека од неправото не може да се роди право. Не можете вие од таков начин на смена на името да добиете држава која што денеш ќе стане некорумпирана, демократска и економски развиена. Да, се ближат избори. Мислам, конечно ќе дочекаме редовни избори, очигледно власта негде прочитав на стаклени нозе, целиот мандат го помина на стаклени нозе. Начинот на кој размислува е многу старо комунистички, дали тоа се работи за ДНК-то, дека власта им е дадена една за секогаш и дека изборите нема да решат ништо, така и се однесуваат, барем според најавите. Меѓутоа реалноста е, бројките се неумоливи дека она што ќе им се случи на избори може да биде погубно не само за партијата, туку и пошироко за државата, затоа што маргинализацијата на голема политичка партија може да донеси други последици за државата. Како го доживувате целиот овој процес на избори кои се приближуваат конечно? Да бидам искрен, јас до вчера, до таа изјава на Битичи дека ќе поскапи струјата. Имаше тој и друга изјава за ако с големи платите, па ќе се намалат на другите, треба да земи од тука. Тоа исто така му беше вчерашна изјава. Имаше многу интересни изјави. Не мислев дека има простор нешто да презема. Имајќи го в предвид буџетот од 5,5 милиарди, дека ќе одат најавата дека минималната плата ќе зголемат на 22.000, значи мислев дека ќе одат на концептот во јануари, февруари на зголемување на платите во што поширок обем и остануваат неколку работи кои што доколку се паметни можеа и имаа простор да ги направат, а тоа е да влезат во пресметка со корумпираноста во времето на Зоран Заев безкомпромисно. Тоа е наивно очекување, мислам. Значи тоа е тоа што би требало да го направат за да можат да санираат оваа ситуација во која се наоѓаат, а во која што имаат 10% рейтинг. Мислите значи, дека имаат капацитет тоа да го анализираат и да спроведат? Значи се работи за зборувам за тоа што би требало да направат. Значи мислев дека се сигурни во зголемување на платите, дека им преостанува да влезат во безкомпромисна борба со корумпираноста на своите претходници, па дури и со сегашните. Тоа е второто што можеа да го направат, што им остануваше како простор. И третото е дека да направат изненадување со амнестија на 27 на затворениците за 27 април и да на некој начин го шокираат гласачкото тело во Македонија. Тоа би значило признавање дека се работи за политички проблем во Македонија и дека тие се носители на тој проблем. После вчерашната изјава на Битичи, они всушност извршија вчера самоубиство. Тие биле реални 4 години тоа го прават. Тоа го прават, меѓутоа сега си го забија. Значи ова е последниот колес забиен во нивниот мртовечки сандук. Другата, тоа и тука мислам дека завршува нивната приказна и ќе доживеат пораз. Колкав ќе биде тој пораз, тоа не можам да кажам, не сум добар
прогнозер колкава ќе биде разликата, се зависи од тоа дали другата страна, односно опозицијата, ќе успее да го разбуди народот од апатија и да го извлече на Гласање. на гласање. Не ми се, од една страна е добро да се создава атмосфера Победничка, победничка во јавноста, меѓутоа доколку внатрешно, интимно размислуваат дека се сигурни победници со голема разлика, тоа би можело да биде погубно за нив, затоа што јас сум поборник на теоријата дека секогаш треба да разгледуваш лошата варијанта, а лошата варијанта е дека нема да освоиш доволен број посебно пратеници. не со ова власт и не со ова политичка партија која како е способна да изигра во последен момент. Која што е спремна на се и која што несомнено ќе има меѓународна поддршка, што значи дека на самите избори ќе се замижува и на разни фалсификати, исто така и во предизборието. Значи, да не заборавиме дека и останува опцијата со зголемување на платите, со купување на гласачи, меѓутоа, после ова вчера со Битичи, мислам дека дефинитивно се закопа. Околу меѓународната поддршка има тука различни, има дилеми во тоа дали се уште уживаат меѓународната поддршка во контекст на последното ставање на црната листа на црногорскиот ми се чини Дака Давидовиќ и повезувањето со поранешниот премиер и несуден Нобеловец и неговиот генерален секретар на владата. Некој тоа го толкува како порака која е пратена до власта, повеќе или помалку тоа се надевањата, меѓутоа да бидеме реални, меѓународната заедница не гласа во Македонија. Точно. Гласа народот. Во крајна линија гласа народот. Да се подсетиме на ситуацијата од референдумот, кога тука се изредија сите од Меркел до Тереза. Само референдумот беше неуспешен. Референдумот не успеа. Меѓутоа изостана притисокот. После тоа. Токму така. Меѓутоа сакав само да потврдам вашата теза дека во крајна линија народот гласа. Меѓутоа нема да ќе има замижување на одредени фалсификати и од тука неизвестно е колкава ќе биде таа разлика. Можно е во некоја лоша варијанта да се случи да дојдеме до ситуација да избалансира резултат. Да никој да не може да формира влада, да се предпоставувам сега еве левица досвои повеќе од 5-6 пратеника, а да не сака да влезе во ниедна комбинација и од тоа да зависи формирањето на владата, односно да се дојде до ситуација да не се формира влада. Од тука или да се формира влада на начин на кој предлагаше Ковачевски после разговорите што го имаше со лидерот на опозицијата, со Мицкоски. Тоа би било погубно за не погубно и за државата во основа, затоа што тоа би било многу работи тоа би било погубно, бидејќи тоа што го очекува народот е разрешување апсолутно на состојбата со корупцијата и брз, рапиден економски напредок. На кој начин, како што луѓето што земаат 12.000 или 20.000 пензии или 20.000 минимална плата не ги интересира. Вашите, они затоа ве избрале, затоа ги уживате сите погодности што ги носи владината фотелја, затоа имате тендери, затоа имате ваши луѓе кои што ќе добиваат на тие тендери. Од тука луѓето не ги интересира на кој начин вие ќе го испорачате тоа што сте им го ветиле, а тоа е создавање правна држава и брз и рапиден економски пораст. Ова не кореспондира, сега што го говорите, со ставот кој е присутен кај опозицијата, кој веќе е видлив и преку социјалните мрежи и преку оние најави за не за одмазда, туку за брза реакција на сузбивањето на корупцијата по изборите од страна на опозицијската партија која предпоставува се навестува дека ќе биде новата власт во Македонија и ставот дека ќе понесат одговорност за оно што го правиле. Мислам,
ги паметиме годините кога со истиот речник се обраќаа кон своите противници во 2016 година, ако не се лажам, одеднаш сега се сериозно загрижени дека може целиот да имаме реверзибилен процес, меѓутоа во обратна улога и обидот да се монетизира со тоа се гледа на социјалните мрежи преку напади, преку укажувања, не преку молења, меѓутоа очигледно се доведени до безизлез да може да бидат сериозно опасни во контекст на изборите што доаѓаат. Со цел да спасат глава по секоја цена, тоа е веќе јасно. Па дека ќе бидат сериозно опасни, ќе бидат. Ќе ги искористат сите можни што им стојат на располагање од тука. Не можам да разберам таков самоубиствен потек како што е ова со има. Ја верувам дека промената на името, оној што политичар или политичка партија што ќе го промени името на државата во основа ќе биде самоубиствен потек во политиката, тоа не се случи очигледно. Меѓутоа цената која оваа власт ќе ја плати може не се случи затоа што мислам дека тогаш опозицијата не беше спремна да ја преземе. Власта малку беа специфични и околностите не беше до овој степен искристализирана ситуацијата со Бугарија и немаше вакви цврсто, односно јасно искажани ставови околу тоа што и како ќе се прави. Сега нема бегање. Сега всушност доаѓа на платата, мислам. Сега доаѓа расплетот и сега или ќе биде или ќе биде крај. Да, ќе се согласам со тоа, така што да, работи за точно дали Македонија ќе продолжи или ќе отидеме во оној понор во кој власта не носи овие 5 години. Од тоа зависи. Мислам дека сепак бројките се неумоливи. На анкетиве покажуваат расположение без оглед колку и да сакаат да бидат да тврдат дека во основа анкетите се прават на денот на изборите, што е точно. Вистинската анкета ќе се види на денот на изборите, меѓутоа сепак се определен показател за расположението на гласачкото тело, кој очигледно не е наклонето кон власта, сериозно не е наклонето кон власта и дека наплатата, ја мислам дека за сите години и за се она што е направено ќе дојде сега. Па да, до сега јас не се сеќавам дека било која власт до сега имала на неколку месеци пред изборите рейтинг од 10%. Ова е класично катаклизмични резултати. Катаклизмично. Не им ги разбирам, затоа ќе повторам пред четврт пат во овој разговор, не им ги разбирам потезите во ваква ситуација. Знаете, имаше Алија Изетбеговиќ на времето една изјава, велеше додека не бев политичар, кога ќе направат нешто глупаво, мислев дека, или кога ќе кажат нешто, ќе изјават нешто такво, мислев дека за тоа мора да стои некоја позадина, и дека не е така, туку сето тоа има некоја друга смисла. Кога станав политичар, видов дека всушност не е така. Кога кажуваат и кога прават нешто глупо, тоа навистина е глупо. Е глупаво. Да, и во дилема сум околу тоа, околу власта, кога имајќи го во контекст ова што го кажа покојниот Изетбеговиќ, во дилема сум дали што и како размислуваат тие луѓе, бидејќи да имаш... Мислите дека имаат капацитет за тоа? Барем малку да има, или барем да се... До сега не потврдија со ништо. Барем да се потрудат со некаков капацитет, нешто да манифестираат. Не можеш да вршиш самоубиство на 4 месеци пред избори. Напротив, треба обратно, треба да гребеш, да се бориш. Меѓутоа, пред малку ги кажав потезите што треба да ги преземат. Вие рековте дека тоа е нема да ги разберат. Наивно гледање.
веројатно е наивно, меѓутоа тоа е единствено нешто што можат тие три работи, единствено нешто што треба и мора да го направат, не за да победат, туку за да го санираат поразот и да се надеваат, бидејќи Ковачевски по она што го изјавува е убеден дека и они значи он, ако сте приметиле, никогаш вчера мислам само еднаш спомна дека ќе победат, меѓутоа во принцип го избегнува тој збор, но додава дека на крај Европскиот фронт они ќе формираат влада, што значи дека он се надева на чудо, на ситуација во која што СДС, ДУИ и уште некоја друга албанска партија дека ќе соберат заедно 61 пратеник, без оглед на тоа што ВМРО би победил на изборите и дека ќе формираат влада. Тоа име мислам калкулацијата. Според мене е погрешна калкулација, меѓутоа ќе... Добро, убаво е да се верува во чудо, бев таму, мислам, каде што оние кои направиле чуда ги прогласуваат за светци, меѓутоа во случајов, искрено да ви кажам, не верувам во чуда, затоа што го чувствувам незадоволството секој ден. Меѓу граѓаните се чувствува тоа. Убаво е кога би излегле од кабинетите и би прошетале меѓу народот, би го виделе тоа незадоволство и би можеле да видат всушност какви ќе бидат анкетите на денот на изборите. Со ова би го завршил разговорот. Ви благодарам многу за гостувањето во Звукот на политиката. Благодарам и јас за поканата. Ќе се видиме и ќе се чуеме во некое друго време, нормално ќе ги анализираме и понатаму процесите што се случуваат во државава. Со ова би одјавил емисијата. Слушајте не следната седа во 11 часот на Радио Лидерс во Звукот на политиката. Лидер